Владко Стефановски со своето огледало ми дава извореден шлагворд за она што сакам да го разговараме, за македонската реалност, тој шпигол, тој мирор, тоа огледало во кое што живееме, а се одгледуваме самите во една тема која што во последните 2 недели стана, таа од секојаш била приоритет, ама некако дојде во врвот на интересот, заради се разбира лошиот рейтинг што го постигнавме во мерењата на индексот на перцепцијата за корупцијата на Transparency International. Со мене во студијата е заменикот председател на владата на Република Северна Македонија, господинот Љупчо Николовски, другарот Љупчо Николовски. Тој е зад маската, можам да ви потврдам, не е негов двојник. А мојот главен предизвик во наредните 20 на минути ќе биде да ве изведам од тежиштото во кое што прилично стабилно кога говорите на овие теми се однесувате и да се обидеме да ги отвориме темите за антикорупцијата малку можеби по инаков начин. Прво, господин Николовски, да ве прашам какви ви се искуствата? 4 месеци сте, колку сте на оваа функција? И предпоставувам дека не очекувавте кога ја го прифативте, па дури го креиравте овој предизвик на владино ниво, бидејќи ние таква функција до сега сме немале, дека ќе бидете под ваков жесток бараж, да кажем, представени во изминатите 10 дена. Што ви се вашите лични искуства во минатите 4 месеци за оваа тема? Па секогаш кога сака нешто да се направи што не било направено 3 децении, и ние не сме посебно министерство, ние сме мал тим од неколку само луѓе, за да не очекуваат луѓето и граѓаните дека ние имаме инструменти, алатки или институции. Буквално нашиот тим е тука да олесни, да координира одредени активности и ние во овие 4 месеци ги детектиравме сите слабости во нашето општество и еве сите овие извештаи, сето она што овие денови го збориме, говори дека сме погодиле целта со формирањето на токму еден таков Сега сте вие кадровскиот громобран за сите критики на сметка на владата, а причини за критики има многу. Јас не знам што е во вашите приоритети што велите дека сте ги откриле и така натаму. Меѓутоа, во сите извештаи секогаш сегде се провлекува една константа – партиска држава, која што потоа се носи во многу тесна корелација со нивото на корупцијата. И оваа влада на СДСМ не успеа да се еманципира од потребата партиските кадри да ги распореди по сите нивоа, вертикали и хоризонтали на власт. Тоа е друга тема. Не наоѓате дека е во корелација со корупцијата? Па, се е во корелација со корупцијата, да. Апсолутно. И јавните набавки, и вработувањата, и сите останати сфери, дискреционите права на политичарите, на министрите, на функционерите, функционирањето на обвинителствата, функционирањето на истражните центри, дигитализацијата на процесите во општеството. Затоа велам, отвараме работи, теми кои што никогаш не биле отворени. Никогаш... на основата, јас ја респектирам вашата агенда, гледам дека навистина отварате теми кои што се модерни, но кога вие ќе поставите основата коруптивно, кога напредувањето во службата ќе го сведете на партиски заслуги. Потоа ниеден модерен апарат и механизам и дигитализација не помагаат во решавање на проблемот. Не ви е тој впечатокот или ја може би претерувам со вакви тврдења? Не знам на што мислите. Значи, сега или збориме за детектираните слабости на системот, на неповрзаноста на институциите, треба да се договориме од што да тргнеме во целата оваа работа, за да може да се испорачуваат резултати. Ако збориме за вработувањата и заменувањата, еве за прв пат имаме огласи во кои што се бара програма, во кои што се бара план за работа, во која што се бараат многу документи, информации, податоци и тука сме под еден мониторинг и ако треба ќе ги истрошиме и на наредните 15 минути на ова, бидејќи мислам дека е суштински важно. Зашто разговараме? Разговараме за тоа дека корупцијата е станат дел од менталитетот на македонската јавност. Значи, ја не велам дека вашата власт тоа го створила, па ни предходната. Кога е станала дел од менталитетот, веројатно не може да се одговори на тоа со традиционални антикорупцијски мерки, кои што може да бидат и повеќето се од техничка природа за подобрување на одредени законски услови и така натаму. Ако вие државата ја корумпирате на начин да напредувањето, добивањето работа, добивањето бизниси се сведува на една партиска рамка, тогаш
ова се што го разговараме ќе пропадне како методи ако таму не се интервенира. Дали не размислувате за тој тип на департизација на процесите? Токму тоа зборам, 4 месеци употребивме да ги детектираме состојбите. И кога тргаме од нефункционалност на институциите. Првото прашање и првата работа, ако не ја решиме, нема да ги решиме останатите. Поврзаноста и компатибилноста на клучните антикорупцијски институции. Ако тие не работат заедно, ако тие не работат без влијание на човечкиот фактор, ако нив не ги дигитализираме, не ги поврзаме, немаме синхронизирани процеси, размена на информации и податоци, кои резултати може да ги очекуваме, а тоа не било направено 3 години. Секако дека како клучни тематики се и вработувањата, и јавните набавки, и ситната корупција низ институциите, која што е резултат на менталитетот, и многу други работи кои што се детектирани и треба сега сите заедно да понудиме акцијски план со невладини организации, со бизнис сектори, сите чинители. од пред 2-3 дена. А тој можел да биде и денешен, не е битно. Институциите арогантни, антикорупционерите целосно фрустрирани. Па потоа вели, власта декларативно се бори против корупцијата, но во практика ги отфрла сите иницијативи кои доаѓаат од антикорупцијска комисија, вели за Слободен печат Нури Бајрами, еден од членовите на ДКСК. Значи, впечатокот е дека на вербално ниво, на декларативно ниво, вие кажувате се што треба да биде кажано. И тука сте на вистина, не говорам вие само како вие клучен човек во владата, туку кога го слушате и Заев, тоа е мет и млеко тече кога е во прашање антикорупцијската борба и така натаму. Во суштина потоа која ќе се сведат работите на оператива, имате вакви оценки од ДКСК. Значи, не сте во состојба стратегијата да усвоите, не сте во состојба да им ги решите елементарните просторни технички услови, кои траат со години, тоа не е нешто што вчера се појавило. Значи, во состојбата на, не знам, на вашите министерства, да не спомнам сега имиња на колеги ваши од владата, кои што се на слични позиции како вас, ќе се вселат во нови простори со потполно нејасни мандати и портфолија за тоа што треба да работат, а ДКСК не успевате да им најдете зграда 4 години. Како одговарате на овие критики? Добро е што за прв пат имаме оценки дека државната комисија не е под закрила или под контрола на власт. И тоа е еден огромен напредок кој што никогаш сме го немале Да, тоа е барем точно. Так. Понатаму се она што правевме овој период е да обезбедиме и да ги обезбедиме сите услови за државната комисија со дупло зголемен буџет оваа година, со решен проблем за софтверското решение кое што не е направено 2 години, а сега со буџетот се обезбедени средства, така како што налага новиот закон, за да имаме регистар електронски и можност да се поднесуваат пријавите, за да државната комисија биде поврзана со останатите институции. Повторно доаѓаме до клучното прашање, како ако не сме поврзани, ако државната комисија, која што по закон треба да е поврзана со 17 останати институции, тоа не е направено 2 години, еве сега го правиме и сега ги обезбедуваме парите. Просторот не бил решен 2 години, еве сега го решивме со доделување на најсоодветниот простор кој што државата го има. Така да многу од тие проблеми кои што биле, зборам и во последните 2, но многу работи отворивме и начнавме кои што во последните 30 години не биле направени и сега, кога има политичка волја, кога сакаме да понудиме акцијски план, кога сакаме да ги отвориме сите теми за кои што не се ни зборуваше во јавноста, никогаш не се зборувал, никогаш не толку отворено и критички никој не настапувал, па дури одредени аналитичари и оние кои што ги потполнуваат извештаите или образците, кажуваат и денес дека да, ние овие информации пред некоја година не смеевме да ги збориме, сега ги зборим. Сега кажуваат и дека има депресија од пандемијата и многу други работи. Значи го отворивме општеството и сега кога отвараме прашање болни 3 децени, на некој му сметаме. Не. На Државата значи, отиде на многу напред. Сметаме на криминалните структури во судството, на Сваровски судиите, сметаме на сите оние кои што сакаат да ја држат вака заробена државата и да овие работи никогаш не се решени. И токму денес затоа збориме за планови, програми, за начини како да ги... Се согласувате со оценката господинот Павле Трајанов вчера дадена за еден од македонските медиуми дека македонската држава е потполно криминализирана? Тој ви е коалицијски партнер. Тоа се многу тешки квалификации. Вие не сте од вчера дојдени на власт. 4 години сте на власт.
Ќе дојдеме и до ставовите на турската партија, тоа на крајот ќе ве прашам, бидејќи сепак е тесно мнозинството во парламентот, па и тоа е важно. Но овој тип на оценки, како што ги дава Павле Трајанов, додуше, да бидам искрен, Павле Трајанов за тоа говори со децении назад, па седал во сите влади кои што биле и корумпирани и некорумпирани и така натаму, што е тема со која со него ќе ја разговараме. Но што мислите за оваа оценка дека македонската држава е криминализирана? Кога ја денес сум дел од оваа влада и имам таа обврска на некој начин да ги координирам соодветните процеси, јас ги отварам сите прашања и сите работи кои што 3 децении никој друг не ниту ги отворил, ниту се најдени решенијата. И секако дека кога збориме за менталитетот, за навиките, за нефункционирањето на институциите, за заробените институции 11 години кои што не функционира по ниту еден поглед и сите оценки кои што имавме претходно, секако дека реалноста мора да ја промениме во тој правец. И секако дека многу од тие работи се точни и се коренати во нашето однесување во општеството и во функционирањето на институциите на системот. Токму затоа денеска збориме дека дојде ни се наред тие прашања, како што 3 децени чекавме во НАТО да влеземе, така овие теми денеска се клучни. Тие се приоритет тие теми на владата? Апсолутно. Мислите дека ако се веќе приоритет, дека на вистински начин ги адресирате, со вистинска таитност? Зошто не тргнете едноставно ни за други неприоритетни теми и за оваа работа посветите седница на влада или како веќе комуницирате, со конкретни работи, со рокови, со ова што велите акционен план? Затоа што следното прашање е договорено. Следното прашање, да, ама гајте, перцепцијата во јавноста не е таква. Ова се индекси кои што одржуваат перцепции на јавноста и да паднеме на 111 место, тоа значи дека во јавноста има различна перцепција од која вие сакате да ја презентирате. Колку сте вие заслужни за таа перцепција, колку е заслужна опозицијата конечно. Мислам како таа рамносилие, како гледате на тоа рамносилие, како се создаваат перцепциите во јавноста? Дали мислите дека доволно работите, а погрешен впечаток има јавноста? Ја мислам дека одработивме како... Ние сме четворица луѓе, прво сите тоа треба да знаат. Добро. Тимот четворица луѓе. Ако збориме за кои се очекувањето. И ако не сме одработиле добро работата, ако им сметаме на... Вие сте четворица луѓе ако сметаме на било кој... Зоран Заев, мислам, таму, бидејќи не е работата што сте само четворица. Вие сте му заменик на Зоран Заев. Предполагам дека тој петиот ја вреди за едно 100 четворица. Така и не сме министерство или не сме паралелен систем, туку сме во функција ставени на сите институции кои што се антикорупцијски. Дали се владини, дали се невладини, регулаторни тела, Државниот завод за ревизија, антикорупцијската комисија и така натаму и така натаму. И за прв пат вчера имавме подолг состанок со премиерот на кој што тоа што го детектиравме ние во овие 4 месеци, како цел тим го презентиравме во неколку часа. Што е тоа што сме го направиле и што е тоа што го предлагаме на база на сите анализи, на база на сите препораки, на сите извештаи кои што сме ги анализирали. И тоа беше нашата работа, да за прв пат детектираме и ги отвориме темите и сега понудиме решение. И токму тоа е договорено. Тематска седница на влада, акцијски план за широк фронт, кој што треба да добие поддршка на крајот и од сите политички партии, од сите чинители, ако сакаме да ги промениме работите. И имплементација и конкретни задолженија за сите институции кои што ќе ги добијат преку тој акцијски план кој што ќе го разгледува владата. Тоа покажува и потврдува ова што и вие го нотирате дека ова е на врвот на агендата и токму затоа и пред да излезат извештаите, да ги потсетам граѓаните, пред да излезе било кој извештај, ние први соопштивме дека ова е клучна цел во државата. Прво, прочистување на судството, филтрацијата, заради тоа што најслабите оценки ги имаме токму заради неефикасност на правдата, селективната правда, неказнувањето, немањето на конфискација на имот, немањето на финансиски истраги и така натаму. Втора цел која што поставивме во акција 21 е борбата против корупцијата. Пред било кој извештај да излезе. Тоа покажува, тоа потврдува дека сме биле спремни да понудиме план како да се справиме. Декларативната позиција никогаш не би била спорна. Ја и сега мислам дека тоа не е декларативно. Сега ќе дојдеме до тоа. Значи, се што треба да се каже во вистински контекст, вие го кажувате. 6 месеци чека обвинителството да стартува случај за Евро Стандард банка. 6 месеци од кога е констатирана пропаста на банката. Може и повеќе, сега да не ги бројам деновите.
На крајот, вие како власт, без разлика што вие немате што таму да правите, бидејќи е тоа работа која се разбира треба обвинителството да си ја гони така натаму. Вие знаете дека за 6 месеци си изнаслушавме се и се што. Јака им душа на штедачите кои што 6 месеци живеат со, јас познавам некои од тие луѓе, тоа се честни луѓе кои се што имале ставиле во банката, сега изгубиле се минус 30.000 евра. Не се тоа милиони кои ги имале, но за нас обичните луѓе и 20.000 евра се милиони. И сега, вие ќе го земете лошиот, да кажем, резултат. Прво, да ги мислите дека 6 месеци можда нормална постапка на обвинителство. Од следното прашање ми е, ако се согласиме дека се доцни, зошто тогаш во акциониот план не се доделат средства за уште 50 обвинители, за да не се чека 6 месеци, туку 6 дена? Ме разбирате што сакам да ви кажам, значи мене ми е јасно кои се вашите надлежности. Немате вие што да правите во Евростандард банка. Но јасно ми е дека пак во екипирањето, давањето услови на обвинителството имате уште многу што да правите. Кој е вашиот коментар? И тоа го правиме. И тоа се меѓу првите конкретни детектирани слабости за кои што десетина состаноци се држани, средби со државниот обвинител, со јавните обвинителства, се со цел да ја скенираме состојбите и да знае и во делот на анализите на извештаите кои што ги добиваме од Европската комисија, од меѓународните поддржувачи, сите оние кои што го следат прогресот на државата. И токму затоа постојано збориме дека клучно и фокус ќе биде и мора да биде истражните центри, заради тоа што имаме само 4 половични од 23 обвинителства во кои што треба да имаме. Немаме стручни соработници, нема доволен број на обвинители. Буквално тоа секој го содржи планот кој што ќе дава и конкретни задачи и обврски за институциите и за самата влада. Дека треба после толку и толку децении да ги обезбедиме овие работи, ако сакаме брзи постапки, ако сакаме ефикасни постапки и ако сакаме правда. Јасно е дека во правдата ви е најголемиот дел од перцепцијата лош. Тоа ви е јасно кога ги анализирате резултатите. Биќе да ви кажам, сабега разговарав со портпаролот на МВР. Просто е вистинско чудо да се случи апсење на наркомрежа во Прилеп и меѓу апсените има полициски службеници. Сабега, не знам, привеле двајца полициски службеници кои што бајле подкуп на автопат. Да. Сакам да кажам, кога институцијата, видите, нема криминал у Македонија без учество на власта. Ја не викам учество на власта на ниво на Љупчо Николовски. Ама секако некој нивоа не постои тоа. Па ако е организиран криминалот, нема шанса да нема некакво учество во некоја линија. Сакам да кажам дека кога државата функционира, тоа се одразува и на перцепциите. За тоа ли мислите кога велите акцијски план, задачи и така натаму? Апсолутно, за решавање и создавање на сите предуслови и услови кои што треба да ги имат институциите, за да ја подобриме сликата и за да има ефикасност и за да има резултат кој што граѓаните го очекуваат. Ако тоа не го детектираме, ако не направиме скенирање на состојбите, ќе знаеме што да решиме, нема да знаеме. Токму затоа работевме макотрпно на анализа на сите извештаи, на вградување на сите препораки. План ќе го објавувате наскоро, како ви е планот? Владата ќе го први уште неколку средби имаме деновиве со останатите партнери. Тоа се граѓанските организации, граѓанската платформа за борба против корупција. Сите треба тука да се вклучени. Ќе ги вградиме сите забелешки, сите препораки. До крај на овој месец ќе го има планот акцијски? Очекувам крајот или почетокот на март да го имаме и секако дека на база на разговорите со премиерот кој што ги имавме. Сите рефлексии кои што треба да ги има, доколку се за обезбедување на повеќе средства. Ребаланс мора да направиме за обезбедување повеќе средства, кадровски ресурси и така натаму. Меѓутоа, мислам дека се детектирани сите слабости и сега на јавноста ќе биде понуден. Немам уште многу време, но сакам да ве прашам, може ли ова биде темата заради која ќе ги изгубите локалните избори во ноември, октомври, кога се? Апсолутно локалните избори очекувам дека граѓаните ќе не можам ја денес да зборам во име на генерален секретар на партијата. Друга ни е темата, меѓутоа мислам дека јасна дистинкција ќе направат помеѓу концептите кои што се нудат во државата, тој што е проевропски, прозападен, кој што води напред и сите овие ретроградни сили кои што го влечат општеството назад и кои што сакаат на секој еден можен начин да ги блокираат процесите во државата, вклучително направија се
за да биде оневозможена и правдата, за да не се носи законот за јавно обвинителство, да не се трансформираат предметите во им од успева. специјалното. Им Така да успева. буквално имаме борба со опозиција која што сака да блокира, а граѓаните дадоа поддршка за да се оди напред. Граѓаните нема да дадат и овој пат верувам поддршка на поединци и на политички партии кои што не се реформираат, кои што не се организираат, кои што не се модернизираат, кои што не се држат до повисоки стандарди и вредности. На крајот сите заедно треба да ги направиме сите овие работи, ако сакаме едно за секогаш да ги решиме проблемите, вклучително и ова длабоко вкоренато зло да го елиминираме од сите пори на општеството каде што е влезе. Ве прашувам како генерален секретар за крајот. Енес Ибраим, пратеникот на турската партија во парламентот, кој што е во вашата коалиција, најавува преиспитување на коалицијата заради локалното незадоволство во Радовиш, ако не се лажам, со третманот на турското, таму турската заедница и така натаму. Тоа ли се овие најави што ги прави опозицијата дека може да дојде до смена на мнозинството во парламентот? Може да дојде до смена на зголемување на мнозинството и поддршката во парламентот, ако сакате наотворено да збориме, заради тоа што се повеќе пратеници ги поддржуваат процесите. коалициони партнери. И ова е најшироката, најразнолика европска и модерна Така е. коалиција од една страна и коалиционен имаме партнер. од друга страна коалиција, односно партија која што е изолирана, која што ја знаеме поддршката, блокадите кои што ги прави и апсолутно јас сум секојдневно на линија со сите наши коалициони партнери, ова е коалициска Што е влада. проблемот на турците, партијата на турците? Не ги знам деталите за поединечни случаи на некое незадоволство или различно гласање во Радовиш, меѓутоа ние сме најголемата разнолика коалиција која што содржи и вклучува советници во секоја општина од различни политички субјекти, секако дека секоја дебата и различно мислење треба да се земе во предвид, но не значи тоа дека настануваат корупни проблеми или проблеми на ниво на коалицијата. Секако утре ќе разговарам со Енес Ибрахим и ќе бидам информиран детално за. Предпоставам дека ќе имате и јавна реакција на тоа. Љупчо Николовски, заменик председател на премиерот на владата, задолжен за борба против корупцијата, ве резервирам, што се вели уште од сега, за денот од како ќе објавите акциониот план и целата оваа проблематика. Тогаш ќе ви додадеме уште 10 минути плюс. Ние сепак овдека се трудиме во 20 на минути да ги резимираме сите важни теми. Благодарам за гостувањето и се гледаме, се надевам, до крајот на февруари, можеби почетокот на март, за ова што го најавивте. Благодарам.